Почитувани, додека од неталентираните и подпросечни министри за финансии и информатичко општество и администрација очекуваме да почнат со реформите, во Република Македонија постојат закони кои не се почитуваат и грубо се прекршуваат од страна на органите на државната управа и јавните институции. Имено, согласно член 8, 9 и 13 од Законот за трансформација во редовен работен однос, институциите не смеат да ангажираат лица за извршување на физичка или интелектуална работа врз основа на договор на дело повеќе од 1% од вкупниот број на вработени на крајот од претходната година. Односно, повеќе од 3 лица во институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица. По исклучок од членот 8 од овој закон, институциите може да ангажираат лица над утврдениот процент и со поголемо време трајање од предвиденото по претходно обезбедена согласност од Министерството за финансии. Во казнените одредби на овој закон, меѓу другото стои и лицето кое раководи со институцијата која ќе ангажира лица за извршување на физичка или интелектуална работа врз основа на договор на дело или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за извршување на работата во процент поголем од 1% од вкупниот број на вработени на крајот на претходната година, а која нема согласност за тоа од Министерот за финансии, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години. Граѓаните и даночните обврзници имаат право да дознаат за вашето расипничко управување и раководење со институциите и основано и легитимно ве прашуваме. Колку лица се ангажирани во институциите со договор за дело? За кој вид на извршување на физичка или интелектуална работа се ангажирани? Колку надзори се извршени и дали се утврдени неправилности во примената на Законот за трансформација во редовен работен однос? Бидејќи очигледно е дека немате елементарно познавање на законите или свесно дозволувате злоупотреби, ве подсетуваме дека со договор за дело може да се ангажираат лица кои ќе извршуваат физичка или интелектуална работа, само доколку истата не е предвидена во опис и попис на работните задачи за институцијата. Граѓаните и даночните обврзници очекуваат конкретни одговори од институциите кои секојдневно ги задолжуваат и ги осиромашуваат граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.